Градоначалникот на град Скопје Урце Ѓорѓиевски вчера вечер порача дека кејот на Вардар ќе добие сосема нов лик. Ѓорѓиевски информира дека официјално започнуваат со реконструкција на спортските терени, со што овој простор ќе прерасне во современ спортско-рекреативен центар отворен за сите генерации. Кејот ќе добие нови и целосно реконструирани терени за фудбал, одбојка и баскет, нова урбана опрема, како и модерни фитнес зони на отворено, достапни за секој граѓанин да додаде првиот човек на Скопје. Со проектот се опфатени спортските терени во Маџир Мало, кои исто така ќе бидат унапредени и ставени во функција на заедницата, напиша Ѓорѓиевски на социјалните мрежи. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информираше дека на најуспешните млади центарци им ја доделил наградата Феникс. Преку наградата Феникс, општина Центар им оддава признание на знаењето и талентот на младите и амбициозни ученици. Горд сум на нашите млади центарци кои преку науката, уметноста и спортот ја градат иднината на оваа општина. Честитки до сите наградени, вашата истрајност е наш заеднички успех, истакна Герасимовски, додавајќи дека Центар стои секогаш зад нив. 5 основни училишта и 3 детски градинки во општина Ѓорче Петров ќе добијат енергетски ефикасни системи за загревање. Како што информираше градоначалникот на општината Александар Стојковски, денеска потпишале меморандум за соработка во рамките на ЕУ проектот Европска унија за чист воздух со јасна цел подобар квалитет на воздух и енергетски ефикасни јавни објекти. Проектот опфаќа нови 5 основни училишта и 3 детски градинки во општината, каде што ќе се врши замена на старите системи за грејење со современи топлински пумпи, енергетски ефикасни и еколошки системи. Стојковски посочува дека со овој проект ги опфаќаат сите објекти на основни училишта и дел од градинките, со што ќе се позиционираат како лидери помеѓу општините во намалено загадување, почеста животна средина, пониски енергетски трошоци и поздрави услови за децата. Во партнерство со УНОПС и со поддршка од Европската унија продолжуваме одговорно, стратешки и долгорочно да инвестираме во Ѓорче Петров, порача Стојковски. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски сподели дека заедно со министерот за култура и туризам Зоран Љутков, професор доктор Драги Митревски и представник од управата за заштита на културното наследство извршиле обиколка и детален увид на локалитетот Скопско Кале, со цел јасно да ја согледаат актуелната состојба и реалните можности за негово понатамошно активирање во рамки на визијата Скопје европска претстолнина на културата. Ѓорѓиевски посочува дека како градоначалник на град Скопје имал јасна и недвосмислена цел која подразбира целосно отворање на просторот на Скопското Кале, негово внимателно, стручно и одговорно приспособување и апсолутно почитување на историските слоеви и автентичното културно наследство. Исто така додаде дека просторот ќе добие нова современа културна улога во служба на граѓаните, уметниците и посетителите на Скопје. Скопското Кале е еден од најзначајните културно-историски символи на Скопје. Тој е сведок на нашата цивилизацијска историја и нашата колективна меморија, неговата реафирмација, јавен интерес и обврска кон идните генерации. Да им оставиме град кој го почитува минатото, храбро ја следи својата културна иднина, порача градоначалникот Ѓорѓиевски. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска уствари работна средба со Никола Веселинов, историчар и архивист од Конзерваторскиот центар Скопје, Радомир Ивановиќ, археолог од Археолошкиот музеј, како и со пратеничката и етномузиколог Велика Стојкова Серафимовска. Целта на средбата било истражување на потенцијалот на културното наследство на Кисела Вода како најстара скопска општина, со посебен акцент на историските, археолошките и културните вредности на овој простор. На средбата било договорено започнување стручна иницијатива во насока на систематско собирање и обработка на податоци за археолошки наоѓалишта, историски локации, објекти од културно значење и локални традиции. Овие информации ќе бидат основа за изработка на културно-историско-археолошка карта на општина Кисела Вода, која ќе представува сеопфатен преглед на културното богатство на општината, велат оттаму. Добиените податоци, појаснуваат, ќе бидат дигитализирани и објавени на официјалната веб страница на општината, со што ќе станат лесно достапни за граѓаните,
учениците, истражувачите и за посетителите, со цел унапредување на локалниот културен туризам и подигнување на јавната свест за значењето на наследството. Градоначалничката Стаменковска Трајковска истакна дека оваа соработка е важен чекор кон валоризација на локалната историја. Нашата цел е да создадеме современа дигитална платформа која ќе ја приближи историјата до граѓаните и ќе ја позиционира Киселавода како значајна културна точка на мапата на Скопје, истакна Стаменковска Трајковска. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно